Програмата Цивика Мобилитас е програма за поддршка на граѓанското општество на Швајцарската агенција за развој и соработка, а ја спроведуваме ние, Македонскиот центар за меѓународна соработка, НИРАС од Данска и СИПУ од Шведска. Програмата, како што кажува името, го поддржува граѓанското општество, меѓутоа и граѓанските организации кои што го сочинуваат, самите граѓани, неформалните групи граѓани, медиумите, понатаму научно-истражувачките установи и сите оние кои што го сочинуваме граѓанското општество. Доделуваме институционални, акциски, мали акциски, стипендии, практиканство, како и адхок грантови. Зошто се тоа го правиме, зошто ја даваме финансиската поддршка? За да овозможиме и ги отвориме вратите, што се вика, на граѓаните да се запознаат со нас, да се вклучат, да се организираат, да се работуваат, за да остварат позитивно општествено влијание, да ги подобрат животите на маргинализираните групи и на сите оние кои што имаат потреба да направат промена во заедницата, во општеството. Национален ромски центар со голема радост учествуваме на овој настан и е член на семејството на Цивика Мобилитас во Македонија. Инаку НРЦ како организација е сериозно посветен за унапредување и изголемување на социјалното вклучување и социјалната инклузија на ромите граѓани во Република Македонија и на сите други маргинализирани групи на граѓани. Напредокот се чувствува во сите области. Сега не може секаде исто да се измери. Некаде тој напредок е поголем и за тој напредок се заслужни сите кои што работат на таа тематика, да се постигне еднаквоста во македонското општество, не само на закон, туку реална еднаквост да ја почувствуваат граѓаните. Цивика Мобилитас овозможува и простор за вмрежување и соработување помеѓу граѓанските организации и со граѓаните, и овие форуми ги организираме токму затоа. Форумите овозможуваат простор за секого, за граѓаните, за граѓанските медиумите, институциите, за сите оние кои што ќе дојдат да си го кажат своето мислење, да ги разменат ставовите. Ги презентираме нашите програми Добро владење, млади и животна средина на различни начини, но сепак поврзано. Програмата Добро владење представуваме преку Егрулет. Ова е таа симулација дека се повеќе сме се доближили до рулет, до игри на среќа, отколку до почитување на законот. И да ја споменам и третата програма за млади. Главното мото е изрази се обели образ, по-близко до младите, да ги натераме да заземат проактивно учество, затоа што мора да си зазема дел од просторот кој што им го окупираја возрастните. Граѓанското општество е разновидно. Ги имаме тука извидници кои што ќе ни кажуваат како е да се биде извидник, планинарите како безбедно да планинариме, од Радика ни покажуваат како низ ракотворби, плетење, везење, исто така може да се заработи и не само да се не е поинтата дури не во самото економско јакнење, колку во самото дружење и разменување и организирање за да се промени во нивните заедници. Ги застапуваме интересите на руралните жени од 3 општини: Дебар, Маврово, Ростуша и Центар Жупа. Сакаме жените кои што поседуваат одредени вештини, истите да ги усовршат и да ги искористат за нивен економски бенефит. Значи да се поттикнат да бидат млади предприемачи, да ги користат своите расположливи ресурси и да можат од тоа нешто да заработат. Цивика Мобилитас има големо влијание кај нас, затоа што во тој регион практично ништо до тогаш не се случуваше. Жените крајно дискриминирани, запоставени. Сега со помош на овие 2 мали грантови ние успеавме жените да ги собериме заедно од 3 општини, да се дружат, да се запознаат, да си разменуваат своји искуства. Работиме стрикно со млади луѓе. Моментално имаме новата програма извидничка која започнува сега од септември со сите одреди во цела Македонија. Значи да бидеш надвор малце од цивилизација, доседи да се поврзеш, да речем, со природата, не знам, општо правење шатори, правење своја храна, кревање камп,
измислување буквално на ствари за преживување и слично. Ни помна програмата супер затоа што ни овозможија да ги организираме неколку настани кои за нас технички да речам беа малце неовозможливи. Една од нив е настанот со јузување, тоа беше настан каде што скоро членови од сите извиднички одреди присуствуваа. Настанот беше цел викенд беше исполнет со активности со работилници и најголема работилница која имавме тоа беше сплаварање по реката Вардар од село Зелениково до Велес. Понекогаш е тешко и ние самите да објасниме што точно правиме, затоа што тоа никогаш не се гледа во прв момент, туку можеби после 5 или 6 дури години или 10, како што беа случаите со животна средина, кога ние протестираме, ја подигнуваме јавната свест, самото влијание ќе се случи по неколку години. Меѓутоа, на најсликовито што можам да го представам во последниве неколку години, прилично организациите се активни, ги оспособуваат маргинализираните групи граѓани за вработување. Така што веќе стотици, ако не и илјадници граѓани беа наобукани за работа и останаа да бидат вработени во одреден број компании. Фондацијата во Велес работи на проекти кои што значат развој, ќе кажам, на креативни вештини, можеби на жената со цел во Вардарскиот регион, со цел да и помогне како на руралната, така и на жените во градот, за да можат економски да зајакнат и да започнат сопствени бизниси. Грантот го добивме во време во кое што навистина многу ни беше потребен, заради фактот што прво сакавме да ги зајакнеме нашите капацитети, градејќи ги тие повеќе партнерни партнерства помеѓу граѓаните, медиумите, институциите. Мислам дека ќе ни биде полесно да работиме и мислам дека ќе можеме поедноставно да си ги решаваме сите наши заеднички проблеми. Битно е и за граѓаните да знаат што сме постигнале, меѓутоа и за самите нас да ни бидат водилка и мотивација. Самата јас сум 25 години веќе во граѓанскиот сектор. И ако немало промени, кои што сум ги гледала дека ги правам со мојата работа, веројатно и сигурно немаше да бидам толку години активна. Тоа е можност за младите и би било навистина корисно што повеќе да се вклучуваат како волонтери во Црвен крст, во извидници, во младите можат, значи има мноштво организации исто така тука присутни кои што ќе ги активираат и ќе ги вклучат во општествените текови да можат да прават промени.